Здруженијето на приватните матични лекари не веруваат дека во април ќе им се покачи капитацискиот бод на 100 денари и покрај ветувањето од Фондот за здравствено осигурување. И обеќано ни е дека од април би требало да се случи покачување. Но кај нас секако со каснење се случуваат исплатите 30 години, така да април ќе го добиеме во јули. Дали бараните 100 денари ги амортизираат напластените проблеми? Примарното здравство или приватниот сектор не може да го следи чекорот на покачување на плати како во јавно здравство. Се случи одлив на кадар, нели, иселување на сестри, нели, кои што заминуваат или во странство или во јавно здравство, и побаравме од нашите партнери фондот да навистина е сериозна ситуацијата и мора да има, ако државата не ни даде покачување и кај нас ние не наплаќаме, нема да можеме, нели, да ги исполниме барањата кои што ги вели државата, просечна плата, минимална плата, која што секоја година се покачува и К15 се покачува. Така да како ние би ги следеле ако државата не ни дава пари. Што во случај ако барањето не се исполни? За тоа не би сакала да зборувам, но револтот ќе биде тогаш многу голем ако, нели, не се исполнат обеќањата, заради тоа што последно, нели, кога се случи поместување беше во времето на Беким Сали, а од Беким Сали до сега се сменија 3 пати министри. Ова ги засега 1436 евидентирани приватни матични лекари во државата, кои одговорот го очекуваат преку нивното здружение. Сегашната вредност на капитацискиот бод од 75 денари е покачен од 63 во јануари пред 2 години.